Следите утрински брифинг. Разговараме со, како што реков, Катерина Синадиновска, председателка на Управниот одбор на Советот за етика во медиумите. Добро утро, Синадиновска. Добро утро, Ватка. Добро утро за вашите гледачи. Така, ви благодарам, како што реков, рете прво нели да се слушне на шпица пред самата рубрика. Советот за етика во медиумите излезе со еден најнов извештај, односно со една реакција која што ја објавивте вчера, во која што се вели дека има неетичко и непрофесионално известување, односно одредени медиуми шират шпекулации во однос на пандемијата со коронавирусот. Освен шпекулативното, има и еднострано известување кое велите може да предизвика паника и да поттикне нерационално однесување. Сега, директно да ве прашам, нели треба со име и презиме да наведеме кој го прави тоа, ако истото е погрешно, а всушност е практика? И да се надополнам само, може ли да елаборираме за какво еднострано известување се работи? Да, ве разбирам, меѓутоа ова што ние вчера го објавивме всушност е наша редовна работа. Значи ние во текот на годината во неколку наврати објавуваме статистика за квалитетот на жалби на публика кои што ги добиваме во канцеларијата. Значи не е нешто вонредно наше обраќање до јавноста, меѓутоа се погоди да биде се погоди да биде, не сакам да кажам за чисто за содржината како изгледа, се погоди да биде во текот на вонредната состојба. Тоа не е наша практика, ние кога правиме статистика да се обраќаме на поединечни медиуми. Меѓутоа жалбите кои што доаѓаат до нашата канцеларија и нашите одлуки се јавни, се на нашиот сајт објавени, така да секој кој што сака да види за кои точно медиуми се работи и кој медиум во кој дел се ја прекршил работата, тоа е транспарентно и може да се види. Нас ни беше повеќе идејата на оваа статистика да видиме квалитативно, значи кој оној дел од Кодексот на новинари кој што најмногу се прекршува. И како што и самиот забележавте, се работи за членот 1, кој што се однесува на неточни и непроверени информации. Тоа што нас најмногу не загрижува како совет, затоа што кога вие во една ваква ситуација што навистина бара одговорен пристап кон информирањето, повторно објавувате информации што не ви се добре проверени и кои што не можете да кажете дека се точни, тоа е она кое што може да предизвика паника или реакција кај граѓаните. Затоа што освен членот 1, кој што се прекршува, на второ место веднаш е членот 8 од Кодексот на новинари, кој што се однесува на сензационалистичко информирање. Значи, вие имате море од информации што се полни со сензационализам, а не се проверени до крај, дали се точни. Бидејќи не слушаат, не гледаат во моментов, не гледа јавноста, не слуша, може ли да констатираме, кога зборуваме за сензационалистичко известување, мислиме на оние бројки шпекулативни кои што одредени медиуми ги лиферуваат изјавите, односно погрешните брифирања? Да, не и другото. Значи мислиме на тоа, мислиме самите наслови на некој од Апсолутно. Се среќаваме сите со таков тип на наслови. Шокантно, сензационалистички, видете ваму. Имаше во голем број на наврати лажни фотографии кои што се употребуваа во контекст на пандемијата. Имаше наслови кои што не се однесуваа на нашата земја. Така. Меѓутоа во насловот тоа не беше наведено. Значи текстови кои што се однесуваа на ситуации во регионот или во Европа. Меѓутоа во насловот е misleading, односно наведува дека се случило кај нас. Па вие треба да отворите, па да, комплицирана е таа работа за обичен читател за да свати дека всушност тој скандал или тој неуспех на здравството не се однесува во нашата земја, туку се однесува за некоја друга. Значи имаше повеќе такви обиди за сензационализам и затоа реагиравме ние на токму на тие две прекршувања како клучни. Се разбира, на што го споменавте на почетокот, реагиравме и на обидите за политизирање на кризата околу коронавирусот, затоа што граѓаните го чувствуваат тоа. Голем дел од нашите пријави се однесуваат на фактот што новинарите не обезбедиле доволна професионална дистанца од политичките субјекти. Тоа е членот 14, кој што честопати се прекршува кај нас, затоа што се меша коментар со вест и пристапот на новинарите во односот на информирањето. 32% од скупниот број на престапки се однесува на ваков тип на прегрешувања
И ние затоа апелираме медиумите да не бидат искористувани за дополнителни подоби на граѓаните и политички пресметки помеѓу партиите, помеѓу политичките центри. Што е уште пострашно, оваа пандемија и овој вирус, нешто што не засега сите, проблем кој што се однесува на јавното здравје, не сме да биде оружје што ќе се користи од било кој политичари, без разлика, мислам, тука власт или опозиција или за било какви политички поени. Добро, тука и ви не ви се на помош секако нити социјалните мрежи, каде што бројни наши колеги се активни, доста активни и на социјалните мрежи. Па оттаму се гледа и своевидна пукнотина во ставовите, односно од крајност во крајност, а се работи за јавниот интерес. Позитивната практика е што се зголемува бројот на случаи решени низ медијација и велите комисијата ја поздравува подготвеноста на медиумите да се коригираат кога ќе се утврди пропуст во содржината. И како се реагираат овие медиуми? Знаете, прашувам бидејќи од ова треба да извлечеме некаква поука на крајот. Да. Еден од механизмите за саморегулација и за воопшто подигнување на квалитетот на новинарските производи е токму медијацијата, затоа што тоа е суштината. Саморегулацијата во основа подразбира едно повисоко ниво на свест на практикување на новинарството. И за нас голема победа е секоја медијација, секој случај решен со медијација, затоа што тоа претпоставува дека медиумот ја согледал сопствената грешка, се извинил, го повлекол текстот и претпоставува дека научил нешто за во иднина да избегне таков тип на прекршување. Навистина е неблагодарна и нашата работа, знаете и сам, значи оваа професија, како и повеќе други, чувствителни се колегите, има тука и суети, има тука и приписоци од центри, не сите текстови се изворно новинарски, некои се производ на центри на пропаганда, на бизнис центри на моќ и така натаму. Така што секое признавање на грешката и секое повлекување и извинување до граѓаните за нас е мала победа, затоа што е дел во нашата мисија. Добро, ама и не е практика, позитивна практика, ако некој, можеби денеска го повлече текстот, за 2 дена повторно лиферува со бројки во однос на ново заразни. Меѓутоа, ние имаме механизми како, затоа го направивме нашиот регистар за професионални нови медиуми, имаме механизми како тоа да го контролираме внатре и на таквите медиуми дефинитивно не има место во нашето друштво. Така, ако на почетокот на пандемијата новинарите и здравствените работници работеа можеби условно кажано посимбиотично во однос на борбата против коронавирусот, сега се чувствува една мала напнатост, односно, како што реков, поделеност, а можеби најманифестирана беше неодамна со последната пресконференција на докторот Караджовски. Каде треба да се постави прашањето за се работи за повреда на суетата кај едни или за повреда на стручноста кај други? Јас неодамна некаде искоментирав дека чувствително е ова време и дека за жал ние немаме роботи во ниту една професија и во ни една фела, ние сме сите луѓе од крв и месо, нервозата е присутна, има оправдување за неа, навистина е стресно времето во кое што живееме и нашето општество и целото човештво. Затоа мислам дека е важно сите да, како се вели со спортски речник, имавте спортски гостин пред мене, да смириме топка и да се обидеме без нервоза, без со еден смирен со ладни глави, да. Да, и со колку е можно по ладни глави да се обратиме во детекција на проблемите. Многу е важно критиката да биде така насочена, меѓутоа многу е важно критиката така да биде и примена. Сите сме чувствителни кога некој ќе не искритикува во на што го работиме, меѓутоа понекогаш е подобро да се прифати критиката и да се размисли каде тоа навистина ние можеме да бидеме подобри. Истовремено, и упатувајќи критиката, многу е важно да се внимава на тонот. Нас во суштина тоа не е проблемот во општеството. Нашите дебати мора да се вратат во некоја форма која што испраќање и примање порака, а не испраќање порака па затворање на ушите, јасно. И знаете, значи нивото на дебата мора да се
да работиме на тоа воопшто. Сите кои што имаме било каква улога во јавниот наратив, за да се слушнат гласови, а не шумови и не навреди. Значи, многу е важно со аргументи да се разговара, со аргументи да се критикува, а со аргументи и да се одговара на таа критика. И мислам дека дел од нашата работа, ако не сега на долг рок, резултатите би требале да бидат токму во таа насока. Катерина Синадиновска, ви благодарам што одвоивте време за утрински брифинг. Секако се слушаме и во наредните изданија на оваа емисија. Ке имате вие уште доста слични извештаи за се она што треба да се слушне или да се дебатира во јавноста. Медиумот е овде, вие сте овде. Секако граѓаните. Ви благодарам вам за просторот, чувајте се.